Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Кога станува збор за анемијата, исхраната е многу важна, бидејќи на таков начин може да се надмина овој проблем, односно да се нормализира серумското железо или пак хемоглобинот во крвта, како и бројот на црвените крвни клетки. Каква треба да биде исхраната кај лицата кои што страдаат од анемија, ќе ни појасни денешната гостинка, која е со мене во студиото на Телма, Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг. Надица, добре ни дојде во Телма амбуланта. Добро бе најдов, секогаш со задоволство. Доколку некој има слаба крвна слика, како што се вели меѓу народот, дали со храна која што содржи поголемо количество железо, може да го нормализира проблемот? Всушност, и тоа е речиси единствениот начин кој што би требало да се користи, па и тогаш кога се делува терапевски, медицински кога се додава, всушност му се омозможува на организмот време на вештачко дотурање, посебно на железото, додека организмот почне да ги надополнува, односно да ги ствара сам резервите, што значи дека и во едниот случај кога се интервенира со суплементација, која што е препорачана од лекар, и секогаш треба, значи, да оди посебен тип на диетотерапија, односно да се стави акцент на тоа да ја збогатиме исхраната со намирници кои што се богати со железо. Кога внесуваме намирници богати со железо, треба ли да внимаваме на вниз и на витамин С? Точно ли дека витаминот С ја подобрува апсорбцијата на железото? Прво, за да стане појасно, сакам да кажам дека анемијата како состојба може би е најзанемарената здравствена состојба, и поради тоа луѓето како да некако многу, јас многу често во пракса се соединувам, па јас сум постојано анемична. И она што е интересно е дека всушност здрава и збалансирана исхрана нас суштински ни дава доволно железо, доколку немаме одредени други состојби кои влијаат на намалување на железото. Но железото како минерал од храната е многу потешко искористлив, во наводници потешко искористлив, односно постои одредени ситуации и комбинации кои што се наше секојдневие, на кои што воопшто и не внимаваме, кои што многу ја намалуваат искористливоста на железото во нашиот организам, односно тоа што го јадеме всушност не го искористуваме. Меѓу другото, позната е приказната на видовите на железо кои што ги имаме во намирниците, таа хем и не хем варијанта. Растителна и животинска варијанта. Да, од изворот на намирницата. Меѓутоа, С витаминот и во едната и во другата е можеби најважното нешто кое што ќе овозможи за она што го јадеме, а богато е со железо, го искористиме, односно го асимилираме. Посебно е важно кога користиме железо од растителни намирници, и јас вообичаено кажувам дека многу од работите кои што ги користиме, можеби кога третираме диетотерапија на анемија, треба постојано една лимонада во текот на денот. Значи не мора тоа да се наеднаш големи количини, но постојано кога третираме, значи да имаме дотур на С витамин постојано, или пак да суплементираме некој квалитетен производ кој што има продолжено дејство. Тоа е всушност најважниот момент со С витаминот, за да дојдеме до искористување на железото, бидејќи треба постојано да имаме одредено ниво на С витамин во организмот, како би можеле и од намирници кои што табеларно не ги гледаме многу високо на скалата на содржина на железо, но доколку имаме пак доволно С витамин, нив ќе можеме да ги искористиме. Споминавте железо од растително и од животинско потекло. Кое железо подобро го искористуваме? Дали она што потекнува од растителната храна или пак од животинската? Науката не може да се согласи по ова прашање многу долго време, меѓутоа ќе се обидеме да ги разграничиме
начините на кои што всушност го внесуваме железото. Стои фактот дека железото, обликот на железо, кое што го имаме во животинските намирници, бара помалку активирање на нашиот организам, односно тој во животинската храна е веќе споен со аминокиселини, односно е во еден вид на хелатна состојба, и тој нашиот организам во наводници полесно би можело да го искористи. Инаку железото треба од внатрешен фактор, наш, од организмот, да биде дообработено, хелирано, да закачи 2 слободни аминокиселини, за да биде искористено, што кај растителните облици не е случај, и затоа нашиот организам го хелира, значи од животинското потекло ни го добиваме како готов производ, од растителното потекло го добиваме во наводници како полуготов производ, но пак затоа комбинациите на растителните нутриенти кои што ги има, на некој начин компензираат. Често пати во намирници кои што имаат железо од растително потекло, природно имаме количина на С витамин, која што ќе направи една симбиоза и ќе асимилира. Односно, имаме група од други минерали кои што помагаат, како што е бакарот, како што е манганот, потоа групата на Б витамини, кои што прават еден спој и на тој начин искористуваме. И секогаш се враќаме на едноставното правило, потребно е комбинација, потребно е, значи, да ги скомбинираме работите од секаде помалку, за да добиеме еден значителен ефект на крајот. Кога зборуваме за анемијата, нутриционистите потенцираат да се избегнува индустријски обработена храна, бидејќи таа е полна со празни калории. Што се тоа празни калории? Празни калории се вдоми како термин, сакајќи да се објасни дека храната која што ја примаме има, значи, свој енергетски баланс, значи ни дава енергија, односно калории, но оди во пакет и со нутриенти, како што се витамини, минерали, биофлавоноиди, разни други полифеноли, разни други материи кои што се неопходни за добро здравје. Во така наречените производи со празни калории, она што е премногу процесирано, индустријски, технолошки обработено, она што е многу термички обработено, таму каде што имаме само шеќери, прости јаглени хидрати, во недостаток на концентрација на други нутриенти, велиме дека тие ни даваат само енергија, односно се празни, и тие не хранат, туку тие ни даваат само калориска вредност, ни даваат ситост, која што понатаму не прави да не имаме потреба од други типови на храна. И морам да кажам дека веќе постои термин дека обезноста, која што е резултат на преголем внес на празни калории, е најновиот тип на малнутриција. Така, многу често оние што имаат вишок килограми се всушност подхранети, значи и се слабокрвни. Да, најновиот тип на анемија и на малнутриција всушност е зголемената телесна тежина, односно, ако се вратиме еден чекор наназад, недобрите и неквалитетните прехранбени навики. Ајде сега да продискутираме за сето она што треба да го избегнуваме како продукти, доколку имаме анемија. На прво место се шеќерите и засладувачите. Што е проблемот кај нив? Проблемот со шеќерите и со засладувачите е дека кога тие доаѓаат во нашиот организам, нашиот организам се друго што прави во однос на асимилација и на преработка на храната става, значи, ајде да кажеме на второстепено, значи почнува да се занимава со нив. Нивната хемиска обработка во нашиот организам генерално ги троши минералите во нашиот организам. Ова е едно многу едноставно објаснување, меѓутоа најлесно да се објасни на тој начин. Всушност троши наши резерви на квалитетни нутриенти, меѓу кои се минералите, меѓу кои на некој начин и железото, за да ја поправи штетата од празните калории, односно од шеќерите
И на тој начин, всушност, ние трошиме нешто што е наше од витално значење, за да направиме, односно за да ги искористиме шеќерите во нашиот организам. Истото важи и за високо процесираната храна. Значи, таа секогаш дава многу кисела реакција, нашата крв е пуфер, значи таа враќа во нормала, меѓутоа не може бескрајно да делува во нормала и на тој начин троши многу од тоа што во други услови не би требало да го потроши. Ајде сега да проговориме и за житарките. Но ние индустријски обработени, кои што можеме да ги купиме во продавниците запакувани во кутии. Некогаш кога велиме ќе се храниме подобро за да си ја подобриме крвната слика, почнуваме да правиме некои адаптации на нашето мени, имаме поинаков режим на исхрана, внесуваме житарки, но најчесто внесуваме обработени, индустријски обработени житарки. Велат тие не се добри за крвната слика. Дали тоа точно? Па да. Затоа што, да се вратиме на почетокот, не е проблем толку кај анемијата неможноста на внес на железо од храна, Така? колку што имаме многу состојби кои што го оневозможуваат или го исцрпуваат повеќе од потребното, значи железото. Житарките, граорките, например, како што е леќата, како што е гравот, наутот и други одредени популарни намирници сега во последно време, природно во себе содржат соединенија кои што се нарекуваат фитати. Фитатите онеспособуваат, односно намалуваат на сите минерали апсорбција, вклучително и на железото. Затоа, ние во користењето, тоа не значи дека не треба да ги користиме, дури и во диетотерапија на анемија, затоа треба термички да ги обработиме и да ја фрлиме првата вода. Значи, тоа е причината зашто треба да се фрли првата вода. Истото е и со оксалатите. Што значи, свеж спанак во третирање на анемија има високо ниво на оксалатна киселина, ајде да кажеме не сме направиле ништо. Меѓутоа, термички обработен спанаќ, Добро. тој веќе има, значи нема оксалати, ги има во минимални траги и железото можеме и од другите намирници и од самиот спанак да ги искористиме. Кај експандираните и кај екструдираните житарки, Добро. ние не знаеме во технолошкиот процес дали поминале низ фаза на киснење, односно низ термичка обработка. Дел од експандираните во технолошкиот процес, однака како што ние можеме да се запознаеме и како што сме го учеле. Впрочем, би требало да се поминати низ тие. Меѓутоа, многу често кај снегулките не е застапен овој процес на термичка обработка која што ќе ги отстрани фитатите и на тој начин, значи, меѓутоа, пак ќе кажам, количините на фитати кои што ние ги внесуваме преку овој тип на житарки, тоа е лажица до 2, доколку внимаваме на комбинациите на храна и на другиот дел од исхраната, тогаш и можеме да кажеме дека не влијае толку многу. Ајде за да дадам најпластичен пример. Например, еден појадок со житарки, Добро. нека се и технолошки обработени, ќе влијае многу помалку на апсорбцијата на железо од антацидите, односно апчињата за намалување на киселини во желудникот и оние за така наречено обложување на желудникот, кои што апсолутно во пракса гледам дека се конзумираат како бомбони. Што значи дека тоа прави неверојатно поголема штета на апсорбцијата на железо, отколку 2 лажици житарки во оброк со кисело млеко, иако и калциумот се знае дека е компетитор, значи се надпреварува за асимилација со железото. Така, тоа беше следното. Млечни производи и апсорбција на железо. Млечните производи се исто дискутабилна група на производи и ние знаеме дека калциумот се надпреварува со железото во нашиот организам кога треба да го апсорбираме. Меѓутоа,
секогаш треба да се гледа поголемата слика. Затоа што млечните производи, посебно ферментираните, генерално го ја подобруваат состојбата на нашиот цел дигестивен систем, кој што е исто така еден од најважните фактори за добра апсорбција на железото. Така, обично ние порано јадевме спанак со кисело млеко. Таа беше комбинацијата. Значи, спанакот со кисело млеко, добра или лоша? Генерално, таа ќе го оневозможи, значи потполното искористување на спанакот, и баш спанак со кисело млеко може не треба да се конзумира, но не значи дека не треба да конзумираме кисело млеко, урда, млечни производи, јогурт. Едноставно треба да направиме растојание. И генерално е најдобро да го конзумираме пред оброкот богат со железо. На тој начин ќе овозможиме, значи, средина каде што имаме добра дигестија, а реков најважно е здрав дигестивен систем. Секогаш кога третирам анемија диетотерапевски, почнувам од средување на проблемите, доколку ги има во дигестијата и во средување на микрофлората. Без неизе може најквалитетната диетотерапија да се даде во однос на железо и на B12 и да нема ефекти. И она што сакам да го кажам е дека не постојат магични рецепти. Секоја емисија овде тоа го кажувам, меѓутоа навистина го сметам како многу важно. Не постојат магични рецепти, една тегла тоа и тоа, секое утро тоа и тоа. Значи, секоја диетотерапија на крајот на равенката е вкупно, значи обмислено, разновидно и таргетирано бирање на намирниците и нивно комбинирање. Пред да преминеме што треба да конзумираме и како да комбинираме, уште неколку продукти што би требало да ги избегнуваме доколку сме анемични. Точно ли е дека млечното и бело чоколадо не треба да бидат дел од нашите десерти? Млечното и бело чоколадо всушност се најмалку чоколадо. Значи, ги знаеме какаото содржи железо. Да, меѓутоа, ако ја погледнеме содржината, всушност, белото чоколадо и не е чоколадо. Значи, не може ни да влезе во таа категорија по состав. Апсолутно го нема она што го чини чоколадото чоколадо. Но доколку видиме колку е процентот на какао, кој што е носител на железото, всушност, во млечното чоколадо, а колку е составот на млекото, и тука ја имаме таа непосакувана комбинација на млеко, генерално во чоколадите има млеко во прав, уште понепосакувана категорија, и шеќери, и многу малку какао, всушност генерално не добиваме производ кој што треба, туку има и комбинација која што ќе оневозможи апсорбција, но тоа не значи не важи за какаото. Не важи за чоколадото кое што има над 70% удел на какао и нема млечни траги, значи, во него. Тогаш ја имаме другата ситуација да во мала количина, например во 20 до 30 грама темно чоколадо, имаме околу 2 милиграми железо, кое што споредбено на количината всушност е добар извор. Иако какаото само како напиток е можеби најдобрата диетотерапија. Дури и она што се продава во продавниците со мелено во кутивче. Да, затоа што тоа е добра информација. Сакам да нагласам дека железото како минерал во составот на намирниците има висока стабилност, односно не се губи многу лесно, како што се Б витамините и С витаминот при термичката обработка. А што е со кафето и црниот чај? Зошто се ставени на листата на продукти за избегнување при режимот на исхрана за подобрување на крвната слика? Да, и во пракса генерално луѓето кои што конзумираат и кафе и чај апсолутно престануваат да го конзумираат при состојба на анемија. Она што е вистина е дека тие содржат танини и полифеноли кои што ја намалуваат апсорбцијата. Доколку се искомбинирани, значи со намирници, што значи дека не треба да се престане да се конзумира чај и кафе, тоа има други бенефити, меѓутоа треба да се прави одделно, односно на раздалечина
од оброците кои што ги конзумираме. Исто важи и за некои сокови природни од А што со овошје. газираните сокови? Газираните сокови ги исцрпуваат минералите, ги ставаме во групата на шеќери. На шеќери, така. Да, значи замислете една чаша газиран сок има 10 лажички шеќер. Јас не верувам дека некој наеднаш би изел 10 лажички шеќер, меѓутоа спакувано во газиран сок тоа оди многу лесно и брзо. Сега ќе преминеме на продуктите кои што треба да ги користиме како замена на проблематичната храна, но еве сега ќе ги поканам и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде сите појаснувања, сите објаснувања на вашите бројни дилеми и прашања, а секако ќе даде и скориси совети и препораки во врска со она на што треба да се темели исхраната кога некој има анемија. Да започнеме со спанаќот, веќе го споменавме. Има ли вистина дека спанаќот е најбогат извор на железо или е заблуда? Спанаќот всушност не е најбогат, меѓутоа на вистина има солидно количество на железо. Значи, помеѓу 4 и 5 милиграми на 200 грама термички обработен спанак, што е сосема солидна количина. Меѓутоа, спанакот во термичката обработка, значи го губи витаминот С, што значи дека би дошло во обзир во диетотерапевски да го комбинираме со жолчка или со јајце. Значи, тогаш даваме една варијанта на подобро искористување. Значи, не рецепт тава со ориз и спанак и врз јадењето по едно јајце кое што е испечено е одлична комбинација. Да, жолчката кај растителните извори на железо е добра комбинација за подобра апсорбција на железото, бидејќи жолчката содржи и други некои состојки како што е лецитинот, тој веќе науката докажа дека многу помага во искористувањето на железото, што значи дека навистина е солидна количината. Она кое што е интересно е дека пак генерално не можеме само на спанакот да се затоа што како да забораваме дека има и други намирници, но јас невообичаени кај нас комбинации, кога ќе дадам во третманот на анемија, па често имам реакции. Додавање на спанаќ со мешунки, нешто што ние немаме навика да го правиме. Значи во комбинација со наут, Така? во комбинација со граф, во комбинација со леќа. Навистина и со граф и леќа. И со граф и со леќа. Бидејќи тие се богати извори на Тие се железо. богати извори на железо и меѓусебно знаат да направат, значи, таква комбинација која што на некој начин ќе го подигне нивото и на апсорбција и на количина која што ја внесуваме генерално Сеедно земено. дали ќе употребиме свеж спанак или пак замрзнат? Значи, ќе нагласам за љубителите на смуди, свежиот спанак апсолутно нема искористливо железо кога го конзумираме, поради високото ниво на оксална киселина во свежиот спанак. Навистина, повеќето го земаме во свежа форма. Да, јас се користи и во салати и станува се и попопуларен. Так. Меѓутоа, не треба да се ослониме на свежиот спанак, бидејќи во една иста намирница нивото на оксалати е многу високо кај спанакот, за да ние можеме да го искористиме железото кое што го користи. Што значи дека за третирање на анемија спанакот треба да биде термички обработен, термички треба да бидат обработени и други намирници кои генерално, например, знаеме исто така дека додавањето на лимонот, меѓутоа тој треба да биде додаден по термичката обработка за да го зголемиме. Но спанакот, доколку сакаме да третираме анемија, апсолутно е неискористлив во однос на железото. Значи полифенолите и другите состојки кои што ги има и соединенија кои што ги има спанакот се благопријатни за нашиот организам. Но конкретно ако сакаме да зборуваме за железото, не можеме да го искористиме од суров спанак.
Имаме гледачи на линија кои што очекуваат да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Започнуваме со првиот од нив. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака сега, јас имам едно прашање контра вашата тема. Именно се работи за син, има 25 години и има полицитемија вера. Што значи покачено му е железото. Па сакам да ја прашам гостинката ваша некои препораки во врска со исхраната и така нешто, ако може дали може овој проблем да се третира со исхрани, да даде резултат? Тоа ви благодарам за прашањето. Ајде да го слушнеме и вториот гледач, па Надица потоа ќе да одговори на двете прашања. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, во програма сте, повелете. Вие поздравувам емисијата. Благодарам. И вашата нутриционистка Наде, која што многу е ценета, мислам, кај нас во Македонија. Мислам дека од најдобрите. Би сакала, јас не знам сега се вклучи во емисијата, пошто ја погледнав Наде и затоа сакав да прашам нешто во врска со спанајкот. Прво ме интересира дали првата вода треба да се истура. Исто така ме интересира и за гравот, дали првата вода треба да се истура. Така некако тоа се сум во неодумица, затоа што некогаш ќе прочита човек нешто поинаку, а некако мислам дека Наде така би кажала најточно и најисцрпно. Така, исклучително е подготвена во оваа област. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Прво благодарам на убавите зборови. Што се однесува до првата ситуација, треба да се направат одредени промени во исхраната, но во овој случај кога веќе има вишок на железо, мислам дека треба да се третира медицински. Јас секогаш повторувам дека ние нутриционистите сме втората линија, значи секогаш треба веќе препораките дадени од лекарите да ги дополниме со исхрана и генерално во вакви случаеви се работи за други системски пореметувања кои што треба да бидат медицински третирани само со исхрана. Значи таа може да помогне, но само со исхрана урамнотежување на вишок на појава на железо, морам да бидам исхрана дека не може. Да, таа треба да оди како дополнување на медицинскиот третман. Впрочем, и недостатокот на железото, како и вишокот на железото, често пати е резултат на други типови на хронични заболувања или недостатоци или немање на ензими, конкретно една од причините кај овие, што треба медицински да бидат уточнети, за да потоа со диетотерапија се помогне, доколку се утврди дека, например, недостасува одреден ензим, каде што може да е еден од причинителите каде што имаме вишок на железо во крвта, тогаш ќе третираме диетотерапевски со храна богата со ензими, кои што помагаат на некој начин, што значи дека во ваквите случаеви, кај анемијата сме послободни да даваме, значи, диетотерапија додека кај вакви случаеви, секогаш треба да биде во соработка, значи со лекарскиот тим. Да. А во однос на второто прашање на гледачката, веќе второто прашање, да, пожелно е да се фрла водата и од спанаќот, пожелно е да се фрла дури и од копривата. И таа е богата на оксалати. Оние луѓе кои што навистина имаат проблеми, например, и со други хронични заболувања, со бубрезите, например, треба да ја фрла дури првата вода од празот, кој што термички го обработуваат, бидејќи тоа е богат на оксалати. А фитатите, гравот, леќата, наутот, да, треба да се, секогаш треба да се фрли првата вода. Надица, тука ќе пуштиме еден блок реклами, почитувани останете на Телма, ќе проговориме за уште многу продукти кои што влијаат позитивно, односно имаме бенефит од нив кога станува збор за анемијата. Ќе продолжиме еве веднаш по рекламите со цвеклата. Каква треба да биде исхраната кај лицата кои страдаат од анемија, ни појаснува Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг. Надица, појаснивте за спанаќот.
и копривата, многу од оние кои што се соочени со ваков проблем употребуваат и семе од коприва. Мелено семе од коприва, најчесто помешано со мед или пак со ореви. Дали е оваа комбинација солидна за нормализирање на нивото на железото во крвта и што е подобар извор на железо, дали семето или пак самото растение? Оно што е интересно да, тоа е добра комбинација, бидејќи семињата во принцип имаат и количество на протеини, значи секое семе има, кое што на некој начин помага железото да биде хелирано, но во овој рецепт недостасува, во овој рецепт кој што на вистина многу се користи кај нас, недостасува С витамин. Што значи дека може да се стави и во мед, да, може да се стави и во мед, може да се стави и коприва, може да се дотури и сува коприва, и семе и коприва, но или треба да се додаде лимон, или треба да се конзумира минимално количество, значи најдобро би било да се раствори во лимонада. Една лажичка од оваа комбинација, значи, растворена во лимонада. Комбинација растворена во лимонада, значи тоа да кажеме еден добар пакет. А колку може дневно да се земе од оваа мешавина? Она зависи од потребите, од возраста и од другата општа состојба. Треба да се знае дека медот е намирница со многу голема нутритивна густина, но и калориска. Па и шекер е на крајот на шекер, краиштата. да, на крајот на краиштата, што значи дека медот се конзумира како лек. Значи, доволно е една лажица на ден, кога третираме такви обично, што ги правиме самите комбинации, но ќе нагласам. И за да се искористи сето тоа што го имаме во тегла мед, мора да биде растворено во течност. И медот, и оно што го раствараме во медот, мора да биде повторно растворено. Не е добра идејата да се раствара во чај, Добро. поради полифенолите, Така. меѓутоа во лимонада или, например, еве во сок од цвекло, во сок од морков. И малку вода. Значи, медот секогаш и оние тегли набиени со разни тревки и со семиња, секогаш треба да бидат растворени за да бидат искористени, бидејќи медот таков каков што е инвертен шекер е многу тешко дигестибилен и искористлив, онака како што всушност сакаме најмногу да го конзумираме. Имаме повторно гледачи кои што очекуваат вклучување во емисија. Ајде да го слушнеме првото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, сакам да ја прашам вашата гостинка. Значи се работи за лице 36-37 години кој има вродена тромбофилија, значи генетска. И сега нормално некогаш послабо железото, со исхраната не смеат такви лица да јадат многу зелени работи кои што содржат калиум, мислам. Витамин К. Затоа да прашам како е правилно за такви лица, што со Така, дали треба посебен режим на исхрана, што да конзумираат за да го подобрат железото. Добро. Тоа е првото прашање, ајде и вториот гледач да го слушнеме, да не чека. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до гостинката. Имам прочитано, се работи за мали деца со проблем со плуќата, дали млеко со неколку капки од јод. Што мисли гостинката да каже? Дали е тоа во ред да го приме за чистење на плуќата? Млеко со јод, ако ве разбрав добро. Да, јод. Добро. И друго што сакам да прашам, јас интегрален сусам употребувам, пошто имам недостаток на калциум и, например, малку ќе го запржам, така на суво, и ставам, после ќе го тргнам, ставам, например, ова павлака и така го мешам, дали е во ред тоа да се јаде Таа така? комбинација дали е корисна? Да, дали е во ред тоа така. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбуланта. Сега ќе добиете одговори од Првиот Надица. случај се работи за, ајде да кажеме, покомплициран пристап на диетотерапија и овде веќе мислам дека треба да се настапи со суплементирање. И она што генерално се заборава е доволниот внес на B12 во организмот за таму каде што имаме вакви состојби како што беше првото јавување, што значи дека преку на некој начин надградување на
B12, односно B-витамините, да одбегнеме, значи да одбегнеме директно вклучување на намирници кои што имаат витамин К, но пак ќе кажам дека витаминот К и неговото делување на разредување значително се намалува со термичка обработка, што значи дека не треба толку строго да се избегнуваат зелените производи, односно треба да бидат термички обработени, навистина, или да не се комбинираат многу во еден оброк намирници кои што имаат витамин К за да би делувале, но кога имаме ваков тип каде што навистина е неопходно да спречиме анемијата, суплементирање во, значи, секако по препорака на лекари би требало да биде вклучена. Што се однесува до вториот случај, на прво јас апсолутно на дете, значи ова е мој личен став, јас апсолутно на дете не би дозирала самостојно јод, затоа што потребите на јод зависат од неверојатно голем број на Така, тоа фактори. е исклучително ризично. Исклучително ризично, значи сепак треба на дневна основа, ние сите имаме индивидуални потреби и навистина не би се впуштала во такво самостојно дозирање на јод. Оно што е исто многу интересно е дека млекото како продукт апсолутно не помага во третман на состојби каде што имаме заболување на белите дробови. Значи, некои работи на вистина праксата и науката ги потврдила, кои што имаат историја во нашата народна медицина, меѓутоа па некои ги побила, така да млекото на вистина не е продукт, но пак затоа ацидофилната култура, односно пробиотиците, киселото млеко, пробиотскиот јогурт и јогуртот и кефирот, за оваа ситуација кај ова мало дете, може да се третира како диетотерапија и тоа е лек. А навистина внимателно со јодот, тоа би препорачала доколку го давате апсолутно да престанете или пак да се консултира гледачката со лекар. И интегрален спомна сусам со павлака, комбинација Значи, прифатлива или ајде не? ќе дадам една многу поедноставна препорака во однос на калциумот. Сето ова избегнете го и внесувајте по 2 лажици таан во текот на денот. Таанот е пребогат со калциум и таанот е многу интересна намирница. Некои намирници поднесуваат во таанот калциумот не го спречува усвојувањето на железото кој што го има во сусамот. Значи, некои намирници се така направени да едноставно, значи, ги има во една форма која што ги прави искористлива во нашиот организам, па калциумот не е во трка со железото во нашиот организам кога го примаме преку таан, што значи дека таанот може добро да се искомбинира со урда, да се направи намаз. Знам дека гледачите многу сакаат рецепти, па еве еден добар намаз за анемија, но и општо за целото здравје во зимата. Значи 2 лажици таан, 1 лажица какао, семки од сусам додадени, потоа може да се додаде многу малку сок од портокал или сок од лимун во овој намаз. По желба може да се додаде малку кокос, може да се додаде толчен орев, бадем, и тоа е навистина еден намаз кој што може да се користи како десерт. Така, вкусен, корисен. Да, и да биде, значи, вклучен во диетотерапијата. Уште 20 гледачи очекуваат да постават прашања, да ги слушнеме двете прашања одеднаш. Ајде, добар ден и добре дојде за првиот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до гостинката, имам едно прашање. Значи, јас користам мед со овие семињата сусам, ленено семе, семка од тиква, семка од сонцоглед. Би ја прашала, тоа е многу густо. Дали тука би требало да се додаде лимон, пошто јас лимонот не можам да го поднесам со желудникот. Или така треба да се јаде, да речеме, ова смеса? Добро, ајде да го слушнеме и следното прашање. Ви благодарам за вклучувањето во Телма Амбуланта и добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Поред, Натица, повелете, одговорете на прашањето. Оно што е интересно е дека веќе разговаравме дека оваа мешавина треба да се раствори,
Но само додавање на лимон кај луѓе кои што имаат проблеми со желудникот може да биде непријатна, но лимонот е еден феномен исто така во намирниците и во исхраната, каде што растворен во вода дава базна реакција, што значи дека и да има проблеми генерално со конзумирање на концентриран лимон, доколку оваа комбинација се раствори во блага лимонада, значи во ретка лимонада, апсолутно, но комбинацијата е одлична, морам да кажам. Со тоа што би препорачала, оваа комбинација да се зима нагладно, Така. за да може добро да се асимилира и добро да се искористи, и една лажица од оваа комбинација да се раствори во чаша квалитетна вода, во која што има, например, многу малку сок од лимон. Да се обидеме да го вклучиме вториот гледач. Добар ден. Добар ден. Добивам знак дека гледачот е на линија, но ете му треба време да се вклучи, еве уште една шанса. Сега, добар ве ден. слушаме. Дали сум во програма? Да. Само намалете го тонот на телевизорот, јас ќе ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Уште еднаш добар ден. Добар ден. И поздрав до двете прекрасни дами. Благодарам. Моето прашање се однесува на аронијата. Сметам дека гостинката може да одговори. Така, секако. Аронијата беше така. денеска на листата Аронијата, продукти. За неа слушаме за употребата нејзина. Колку зрна на ден треба да се употребават? Имам слушано 3, некои 5, 6, некои 15 и сега тука едно недоумице се создава. И уште едно прашање, дали истата аронија ја губи лековитите својства, ако е измешана, да речеме, са бајле со житарки, со семки? Дали губи нешто? Така. Толку, Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Аронијата вела дека е богати со железо, меѓу другото. Аронијата генерално, ако земеме табеларно да ја гледаме, всушност не спаѓа во најбогатите извори на железо, исто како и шумското овожје, меѓутоа влегува на голема врата во диетотерапијата на анемија. Содржината на антиоксиданси и содржината на одредени други хемиски активни состојки кои што ги прави, прави да внатрешните фактори наши во организмот на искористување и на B12 и на железото ги подига на ниво, меѓутоа дава енергија на општиот организам, што значи дека ги третира симптомите кои што ги дава анемијата. Она што е интересно кај аронијата е дека во третманот на анемијата, вклучително и другото шумско овошје, но кај аронијата е најзастапена е високата антиоксидативна моќ која што ја има самата аронија и богатството на флавоноиди, на антоцијани, значи на други активни хемиски состојки кои што го склопуваат мозаикот во третманот на анемијата. Ако сакаме да користиме, значи во доста големо количество, во 80 грама аронија ми се чини дека има 1 до 2 до 1,8 милиграми железо, што и не е така во однос на други. Так. Например, сувата кајсија има над 3 милиграми, значи во 2 суви кајсии. Так. Во однос на Така, многу железото. поголема Меѓутоа, аронијата е друг пакет и оно што е интересно е дека аронијата, затоа 3-5, аронијата има астригентно дејство, кое што значи дека на некој начин е многу богата со танини и затоа се препорачува или да се додава, значи, да се користи како сок, каде што ги отстрануваме на некој начин, односно ги намалуваме. Морам да кажам дека во сокот од аронија или аронијата, ако се помеша со јаболко, јаболкото има можност да ги собере, да ги извлече танините, да, тогаш, значи, нема да влијае на апсорбцијата и затоа велиме дека треба малку да се конзумира, значи не во големи количества, за да не ги истакне
својствата, значи да ги добиеме добрите својства, но да не ги истакне оние својства кои што всушност би ни попречиле во искористувањето на железото од другите прехранбени намирници. Со житарките, шумските овошја, вклучително и аронијата, се многу добра комбинација и тука јас Колку зрна би препорачале во таа комбинација? Значи, јас мислам дека тоа зависи од целокупната исхрана, количините на вистина треба да бидат, доколку конкретно конзумираме доволно овошје, па и шумско овошје во текот на денот, 3 до 5 зрна би ни биле доволно. Меѓутоа, доколку се ослонуваме само на аронијата, како извор на антиоксиданси и како овошје и не конзумираме други овошја, тогаш една чаша сок, значи од аронија, би требало да се исконзумира и пак ќе кажам посебно внимание кај луѓето кои што имаат обстипација, бидејќи аронијата во поголеми количини знае да ја нагласи обстипацијата токму поради танините. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гледачката и до докторот. Повелете. Кај мене е нешто со анемијата, слабокрвност да е. Постои моментално и железото кај мене е слабо. Што може да се направи за анемијата, ова што го слушнав сега тоа, нешто не ми е јасно што може да биде тоа, докторката да ми објасни. Така, денешната гостинка е нутриционистка, само да појасниме, не е докторка, така што таа може да ви објасни кои продукти содржат железо, доколку сакате на таков начин преку исхрана да си го решите проблемот. Значи ви интересира за таанот, за оној... И за железото, пошто кај мене е слабо и анемијата фактички тоа. Така, во ред, значи сега ќе слушнете уште неколку податоци за таанот, а следете емисијата, до крајот ќе разјасниме уште многу дилеми поврзани со продуктите кои што треба и не треба да бидат внесени кај лицата со анемија. Значи повелете за таанот, а потоа продолжуваме со месото. Да, и прво пак конкретно, пак ќе почнеме од лекарите, значи мора лекарите да кажат која е причината на анемијата. Значи, може да се работи за хроничен гастрит, може да се работи за хеликобактер пилори, може да се работи вирусно, постковид, сега анемијата е многу... Значи, многу зависи третманот диетотерапевски со исхрана од состојбата која ја предизвикала и всушност дали се работи. Секако, така и започнавме, секако преку исхраната е најдобриот начин да се поправи анемијата, бидејќи вештачкото дополнување е краткотрајно и не може да трае вечно, понатаму треба да се ослониме на примање на железото, значи преку исхраната. Она што е интересно е дека здрава и збалансирана исхрана генерално делува на третманот на анемијата, таанот го спомнавме. Значи, таанот е богат со железо, меѓутоа таанот е богат и со незаситени масни киселини, и со аминокиселини, и со протеини, и овозможува добра абсорбција на железото. Значи, таанот во комбинација со други храни богати со железо, например, таан врз наут. Исто така, значи, неверојатно го зголемува нивото на абсорбција на нашиот организам на железото, кое што го има во наутот. И тогаш не се важни фитатите, на кои што ние генерално се концентрираме, но со таанот и со наутот добиваме една намирница, еден пакет, кој што ќе овозможи да искористиме многу голем дел од железото кое што го има наутот. Значи, тука од растително потекло, мислам дека се општо познати намирниците кои што содржат железо. Тоа се темните меса, црвените меса, значи не е седно какво месо јадеме во тој значи, случај. миоглобинот, да, е многу важен, црвените меса се подобри, значи говедското месо. Говедското месо е најбогат извор. Телешкото месо е послаб извор на железо, белите меса се послаби, меѓутоа генерално, значи месата, потоа јајцата, исто така, и рибата, посебно морската риба, морската масна риба, сивите риби. Да, значи сакам да кажам, од длабочините, од морските длабочини, значи риби кои што живеат во морските длабочини.
А што е со цвеклото? Еве го споменавте сокот од цвекло. Многу земаме ние цвеклото во различни форми. Некогаш свежо цвекло изрендано заедно со морков како салата, или пак варено цвекло, па потоа исечено и зачинето со лимонов сок и со маслинов зетин. Дали сите тие варијанти се добри за железото? Она што е интересно кај цвеклото е, она што го зборувавме исто како и кај други намирници кои реално земено немаат табеларно многу висока количина на железо. Меѓутоа, цвеклото во себе содржи состојки кои што помагаат нашиот организам да ствара енергија. Автоматски, генерално делува на подигање на енергетското ниво, на така наречената стамина на нашиот организам и на тој начин помага во општата состојба. Најдобра диетотерапија во однос на анемијата, кога ја имаме почесто кај недостаток на B12, треба да биде адаптирано кон цвеклото. Во овој така познат сок, цвек и јаболко морков, треба да бидат во комбинација, бидејќи концентриран сок на цвекло е многу тешко дигестибилен и мора да имаме неколку капки лимон и неколку капки маслиново масло, за да го направиме пакетот на и тоа што го има во овие три продукти, и на тој начин добиваме, значи, една чаша таков сок, на ваков начин добиваме адекватен износ на железо во организмот, како да сме изеле 50 грама говедско месо. Охо, значи тоа е навистина една добра комбинација. И затоа цвеклото е неверојатна комбинација. Посебно сакам да го нагласам овие комбинации да се користат во третирање на анемии кај малите деца, бидејќи во еден период кога кај децата жвакањето е дискутабилно, оние главни извори на железо, месото, значи, треба да си помогнеме повеќе со комбинациите од растително потекло и да се прилагодиме кон школската популација која што не може толку многу да жвака, и овие комбинации од растително потекло се навистина благотворни кај третирање на анемијата. Надица, имам уште една минута, сосема накратко, доколку има дефицит на B12, можеме ли преку храна да го надоместиме овој дефицит на B12 или сепак е потребен суплемент? Тоа е индивидуално, но пак ќе кажам, речи се сите имаме дефицит на B12, тоа ми го кажува моето искуство. Тука треба да почнеме, бидејќи ни треба внатрешен фактор за да се создава. Третирањето на анемија дефицитна на B12 секогаш почнува од цревната флора, односно третирање на дисбиозата на организмот, и тогаш автоматски секако треба да оди со суплементација. Немавме доволно време да зборуваме за хлорофилот и неговото значење во третирањето на анемијата, но нека остане за друг пат. Секогаш има простор за друг пат и за уште едно гостување. Надица, ви благодарам за денешното гостување. Ми беше задоволство. Почитувани, Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Nutritionist Consulting, беше гостинката во денешната Телма амбуланта, со која што зборувавме за честиот проблем со анемијата и начинот преку исхрана да се регулира овој проблем. Ви посакувам убав ден и гледајте не нормално секој работен ден на Телма во 12:45. Пријатно!